И да наместам, додека дојдат, веднаш да можат да си каснат. Токму на време. Токму. Здраво, бабо. Добро вечер. Си дојдовте, а? Токму на време си стигнавте. Ги измивте рацете? Си ги измивме, бабо, рацете. Секогаш да го правиме тоа. Ако, јас да си кажам. Ти останало од кога бевме малечки, а? Ми останало. Зашто мене умот не ми оди напред, туку ми се враќа назад, кога сте биле малечки. Завршивте работа? Убава работа завршивме. А и денот ни се погоди и многу дрва собравме. Јовче, ти колку дрва собра, кажи? Многу ми е мака, бабо, ама ништо не можев да завршам денеска. Така ми било речено. Пусти трн еден која ми се закачи овдека на прстов, цел ден пуста рака ме изгоре. Ме исуши ракава. Не можев секира да фата. Цел ден го боли. Токму еве сега престана да го боли, кога дојдовме. Да, среќа. Сега му помина. Среќа голема, бабо. Инаку, ако останеше пустиот трн, лажица нека можеше да крене. А татко ви каде е? Си ги мие рацете во дворот? Не. Отиде на нивата да види дали некој ги краде корењата. Дали го корне житото. Ајде прво да се напиете малку. Добро вечер, Меко. Добро вечер, синко. Си дојде, а? Дојдов. Ајде, турите натам. Ај, брата. Бре, белја работа. Пак истото. Да можам да го фатам тоа рамијата, коските ќе му искршам. Јас не знам шо прави со тоа што го краде. Синко, те слушам. Пак на нивата, Не бива така. Не бива. И што виде, краделе, Краделе. Вака, јас мислам дека некој од вас треба да се сокрие таму и да чека. Мој мајко, знаеш ти колку пати јас така сум останувал? Ќе се сокрием. Цел ден ќе седам во некоја грмушка, никаде го нема. Утре дента, пак истото. Житото искорнато. А најубавата нива. Јас не знам што ќе правиме. Оваа година и леп нема да има да јадем. Не оди вака. Толкова време одиш на нива и никого не фати. Ако не краде крадецот дење, тогаш сигурно краде ноќе. Арно велиш. Ова убаво го кажа. Најарно ќе биде ти, како најстар, да појдеш таму и да се сокриеш, да чекаш. Разбираш? Ако дојде, кап загуша. Мора и ќе го фатам, коските ќе му ги скршам. Ќе зажали што се родил. Толкова мака видовме со нивата. И ние вака без леп ќе останеме. Така, најубава нива ни е. Од сите ниви, најубава, најмногу раѓа. Најплодно. Ништо, јас сега станувам и одам, татко. Не. Да каснеш. Не, чекай, нека вечера прво. Вечера, па седне. Ќе каснеме и ќе одам побрзо, ти кај дај ќе се стемне. Ќе фати ноќ. Ајде, касне. Джбунов е добар за криење. Овде ќе си застанам. Бреј, нема никој. Сега има да те начекам.
капна снагата. Денес со тие дрвата душа ми излезе. Нема да заспијам. Еј, сум задремал. Море, не сум задремал, туку ја преспав ноќта. И да му се не види. Што ќе му кажам сега на татко? Море, хајде, да не му ја мислам многу, туку да одам, имаме работа. Се гледи. Стаса, ево го. Знамо ти нема со што да се пофалиш. Тате, заспав. Не знам оти така. Сонцето в глава ме удри и од тоа дрвата што ги цепевме и не знам, сум заспал. Ме разбираш и... Не го фати крадецот, да? Ако, ај сега барем некоја работа да фатиме додека не се стемнило. Ти, Павле, шо ќе кажеш? Јас ќе одам вечерва. И ќе го фатам крадецот. Убаво си мислиш, ама... Еве, брат ти постар од тебе. Не успеа да го фати крадецот. Како бе, Павле, ти ќе го фатиш крадецот? Седи таму, ајде туку, додека уште не се стемнило да фатиме некоја работа. Еве, Дикело го направ. Јоване, види го Јовче. Јовче? Јовче! Ајде. Шо? Ајде, станувај. Станувај. Каде? Абе, ајде, на работа. На работа? Добро бе, луѓе. Има ли некој празник да се погоди? А? Да седнеме, да се одмориме малу. Не само работа, па работа. Работата, работа. Море, ајде, станувај. Секој ден тебе ти е празник. Ајде, Јовче, станувај. Ајде. Ајде, станувај. Ајде. Сум се фатил во полојната нешто. Значи, велам вака си правам меса шо работа завршивме денес. Горна нива ја завршивме, долната ни остана уште. Види, Павле, Кажи, тате. ти шо мислиш, бе, Павле? Па мислам најавно ќе биде еве овде покрај овој Ореов да си легнам покрај нивата. Така? Да. Слушај, јас мислам прво да појдеме дома да јадеш еднаш, па сетне, оти гладен не бива. Не бива, ама ако се најадам, ќе заспијам, ќе се уморам и... И тоа прав си. А бате, тебе вака во ни едно време не те стра да седиш по Оревов? Страв ми е, бате, да дојдеш со мене, да ми го вардиш грбот. Абе, јас... Јовче, тебе страв ти е? Тате, и мене ме стра, ама... Тате, ако не, јас да одам вечерва изморен сум, да се прилегнам, а утре, ако не го фатиш ти арамијата... Да вечераме ние... Јас ќе дојдам и утре ќе го фатам. Павле, слушај, ти немој да заспиеш, што ти јас ношти за двајцата се наспав. Ај. Море, мајката, никој никаде нема. Идеш.
шушне ни да трепне. Не се седи на дрво. Попре. Сега. Чекай тука. Мајката сум заспал. Белја работа. Како ќе му кажам на татко се? Ама ајде, немам време. Морам да одам, не чека работа. Каде си? Отидоа, синко. Те чека. И отидоа, татко ти се исплаши. Си рече, крадецот тебе да не те фатил и отидоа да те бараат по полето. А јас па фатив напреку за да не се забавам. Значи сме се разминале. Сте се разминале, синко. Бабо, заспав. Заспав. Море стои, море седни. Сакав ја и на дрво се подпрев за да не заспијам, ама со бајлето се најдов. Легна ти заспие, нојна баба. Што да правам, толку срам се стори за татко. Не, зошто ќе се срамиш? Не е срамота, синко, срамота било. Со сонот можеш да се бориш, синко, ама не можеш да го победиш. Тоа е работата, Ајде, ојди, ќе се срамел сега. Ајде, оди да не те чекаат и ќе те бараат. И попреку фати да не се разминете пак. Бате! Павле! Кај? Новче! Петре! Ајде бе! Хај си! Гледаме дека си тука. Тука бил. Ајде бе, Павле, кај си да не те отепа некој? Цел ден те бараме. И овој татко отиде на нива, рече, ојте барајте го. Брат, ти па стигнете ме. Па не можам веќе, оди, барај, скапнав со ноđеве, не можам да издржам веќе. Што направи? Шо? Ништо, бат. Заспав. А мене ми се смееше. Виде сега како е. Не успев да го фатам крадецот. Што да правам, мајте? Цела ноќ не можев, морав да заспиам. Не можев. Стои, не се седи на нозе. Абе, тоа е, една душа има човек. Оди работи цел ден, дрва носи, оди на нива, навечер не можам на нозе да стојам, а не па цела ноќ буден да бидам. Абе, Галиба Арамијата излезе поербапи од двајцата. Бате, ама Галиба вечерва... Шо ти? Шо? Абе, јас Галиба ќе треба да останам, а? Абе, јас реков, ако бате денес не го фати крадецот, јас ќе седам и ќе го фатам. Абре, не будали се, ние двајцата не успеавме да го фатиме, ти ќе си го фател.
Ајде, Мате, Ајде, работа не чека. ајде да тргнуваме. не чека, ама ќе видите, јас ќе одам вечерва. Ајде, Јовче. Ај, ќе одел. Абе, чекајте ме! Еј, чекајте! Многу се забавија денеска. Ги нема. Мене ми е готово, па кога ќе дојдат, а другото ќе го донесам кога ќе дојдат. Не за друго. Дојдо. Татко ко те кажа. Си дојдов. Да се послуша. Добро, Ајде, здраво живо, мајко. здраво живо. Добро вечер. Седнете. Многу се забавивте денеска? Ама зошто па толку работите? И утре има ден, мора ли се денеска? Се изнамачивме. Се изнамачивте, Се изнамачивме со Јовче. Јовче, кај ви е Јовче, се ги бие рацете во дворот, Не, бре, се изнамачивме кандисувајки го да не остане. Ама Тој, не, јас ќе останам. Не, јас ќе останам. Не послуша. на нивата остана Јовче. И не, па не слуша. Кај не го бива за ништо, кај мрзливо, па уште и не слуша, Ама не берете га, Елени, не берете. Пред да се стемни, ќе го видите овде кај си толкова, не берете. Ајде да вечераме се. Едва и чекам да го видам на врат и да му се изнасмеам многу сладко. Ако е за така, бате, и нашето беше за смеење. Наерно ќе си е да си молчиме. Ореш ту во светит месечинана. Белки ми Господ ќе е со мене, па ќе го фатам крадецот. И едно време, а нема никој. А да си прилегнам овдека. И така не чекаат од мене да го фатам крадецот. Да знаев од дома едно чергиче ќе си земев. Ај, белја работа. Чекај вака. Ај, мајката. Да знаев од дома не чергиче и јорган ќе си земев. Море не пендек работа. Ево намо некој се матка. Еј! Бува, женско било. Мореше сака нека е сеја која ќе ја фатам и право кај татко. Па тој нека и го бара чарето. Цела ноќ неспан остана во трњава овдека. Што мрак ке падне, кучиња си лаат. Самовили низ поле, венци си ткаат. Еден клас за Стопанот, а за мене 5. Кој со мене другарува, ке стане царски зет. Стој! Те фатив! Стој! Ама пушти ме, имај милост. Заради тебе цела ноќ јас останав ненаспан, а? Заради тебе цел ден мајтап си играат, а? Е сега вака врзана, пред татко ми ќе те носам и тој крајот да ти го најди. Зошто мори проклетнице ни заедна ни го краде жито, а? Зошто вака никнато ни го корниш? Ајде, да е здрело, ќе те разберам. Ќе го мелиш, ќе го јадиш, а вака што бре? Само пакост да ни направиш, а? Ама пушти ме, имај милост. Слушај, преку глава ми е мајтап што си играат по цел ден со мене, па сега и ти будала сакаш да ме правиш, а? Те прават будала, оти не знаат дека понекогаш и од мрзата можеш да имаш фајде. Еве, ти да работеше цел ден како браќата.
ке легнеше тука и веднаш ке заспиеше. Немаше да ги почувствуваш ниту камењата, ниту трњата. Чекај. Ама, вака како што те гледам, ти не си обично женско, а? Ти си самовила. И тоа од тие лошите самовили. Сега, ќе те носам врзана вака пред татко ми и тој крајот да ти го најди. Убаво што се сети дека сум самовила. Јас знам како да те сторам царски зет. Вака како што ми зборуваш и ќе ме зашеметиш. Ама да знаеш, ако ме прелажиш и на крај свет ќе те барам, ќе те најдам и ќе те суредам. Ти знаеш оти царот пушти Абер, дека ќе ја даде керката на оној, кој ќе го земе прстенот без да ја допре. Ти, Галиба, си чула, оти мене ме викаат Јовче будалчето. Како може да се земи прстен од царска керка, а ич да не ја допрам? Слушај, јас може сум будала, ама па до толкова не сум. Сега ќе ти кажам како ќе го направиш тоа. Ќе појдеш кај неа и ќе ја кажеш оти е многу грда. И таа ќе види, ќе не види, ќе почне да фрла со чевел. Сега толку. Абе, поарно, кажи, оти си заспал и ништо не си видел. Бре, ем го фатил крадецот, ем не сака да каже. Зар ние будали сме? Ајде, станувајте, се фатиме за работа. Јовче, ти седи си, не мора да стануваш. Ти голема работа сврши денеска. Ај сега одете вие на работа и не чекајте ме. Јас и да ме викате не можам да дојдам со вас. Денес сум решил кај царот да одам и зет да му се сторам. Немој, ово да го кажуваш ваму таму. Ти ако се разчуе, нема ничи изет да бидеш, а не пак на царот. Никој нема да сака. Јас никого не кажувам, јас ви кажав вас овде. Сега ако вие кажете на друго место, може и ќе се расчуе. Пред тебе умота не те стига. Од у нас не те стега, Абе, синко, ништо не ме стега, туку слушај ти бабо сега. Ти сток мимија празничната руба и јас кај царот чуда. Ти се смејте, бре? Не е за смење, вистина не е. Слушај, ако не станам царски зет, нема круната да ми падне од глава. Така, убаво. Оти јас и ја немам. Абре, ајде, не будали се тука, сега ти ќе ни кажуваш нам. Санким ние не знаеме, ми царот, цела година кај има пуштено тела ли ни земјава, да кажуваат оти барат момче за керката и оти сака керката да ја мажи, ама да најди момче што нема со прст да ја допри, ќе го земи прстенот, а нема да ја допри со прст. И ти сега се најде, ти додиш таму кај царот, ајде не бутали. Пушти го, бе, Така нема фајда од него. Слушај, Јовче, бате, една молба имам. Која ќе појдиш кај царот, види царската керка да не има и некоја братучетка санац, со бате, да се ородиме со царот. Ајде, момче, да те чујам и тебе, што има да кажеш. Честити царе, и јас како многумина други пред мене, дојдов да ти се сторам зет. Ама... Што ама? Ама сега се си мислам оти... Бадијала си го губам и времето и работата. Ти, момче, ништо не си загубил. Кога трна наваму, ти знаеше дека те чека тешка задача. Треба, значи, да го земеш прстенот од ќерка ми, ама без да ја допреш. Ако го сториш тоа, јас тебе ќе те сторам царски зет. Честити царе. Атер да не ти остани, ама јас таа мака ич нема да ја мачам. Оти, како што ја гледам вака ќерка ти,
ич кеф не ми прави. Да беше девојката Троа од Троа пубава, вака... Што? И ти ќе му дозволиш вака да си помине неказнето? Кој си бре ти вака да зборуваш? Ај молчи ти таму. Со татко ти правам муабет, не со тебе. Честити царе, прости ми, ама јас Галиба ќе одам на друго место да си ја барам среќата. Ти со кого дојде да се жениш? Со татко ми или со мене? Мисли реден. Погледни ме ваму. Погледни ме, оти ќе мавнам и ќе ти ја скршам главата. Ајде туку се сили ти, ќе ме мавнела. Да, ќе ме мавнела. Ајде, мавни ме ако можеш, Мавни ме. Прости ми, честити царе, ама јас ќе одам на друго место да си ја барам среќата. Ајде. Кому ти ќе му вртиш грб? Копук еден селски. Ете, честити царе, го направив тоа што го бараше. Што? Тој ќе се ожени со мене? Ама... Епа, Керко, колку што можам јас да видам твојот прстен е кај него. Беше умен и знаеше како да ти го земе. Јас ветеното морам да го исполнам. Оти царски збор назад не се враќа. Ама тој... Прости ми, убава девојко, ама јас тоа го направив само за да те прелажам. Уште првиот пат кога те видов, кога видов колку си лична, се ушумогла и во умов од страв дека не ќе можам да те земам за жена. Кога е така, момче, ајде, дојди, качи се горе да те прашам, да ми кажеш кој си, од каде си. Честити царе, само уште нешто ќе те замолам. Да ме пуштиш да одам до дома, да им раскажам се на моите и веднаш ќе се вратам. Бидува? Бидува, момче, бидува. Оди и врати се побргу, ама не сам. На враќање земи ги твоите најмили. Сакам и тие да се израдуваат и да видат дека нивниот син со ум и со итрина стана царски зет.